Добар ден на сите. Прашуваме, дали владата на Лото ги избра и општините во кои препраќа третина од 1600-тините што наводно ги прими во Македонски шуми? Конфузијата на власта на Груевски завзема сериозни размери. Во барабаните со кои бараат решенија за проблемите на граѓаните, им се измешаа и законите и ингеренциите. Владата на Груевски прави класичен упад во надлежностите на локалната самоуправа. Со заклучокот од 27.11.2013 со кој што им наложува на општините да вработат близу 500 лица. Веќе примени на владин конкурс во ЈП Македонски шуми. Невидено беззаконие. Јасно е дека луѓето на кои Груевски и Ставревски наводно им дадоа работа се излажени. Власта на Груевски сега бара начин да се ослободи од нив. Очигледно е дека немаат пари за да им обезбедат плати. Ова е несовесно поигрување на Груевски и Лото кумот Ставревски со човечките судбини. Груевски и Ставревски треба да објаснат што се случи со нивните пресметки врз основа на кои распишаа конкурс за вработување на 1600 луѓе. Во услови кога и самите подружници на Македонски шуми се жалеа на превработеност и намалени плати. Висат работни места на 469 примени граѓани преку Лото вработувањето во ова предпријатие. На 436 ниско квалификувани, на 32 со средно образование и на 1 со високо образование. Од нив најмногу 101 владата му испраќа на Кумановскиот градоначалник да ги вработи како знае во општината или по јавните предпријатија. На 56 мина владата бара работа од Кичевскиот градоначалник. За 61 се бара вработување во Тетово, за 33 во Прилеп. За 30 мина во Скопје и од градоначалниците на Гостивар, Виница, Струга, Валандово, Струмица, Свети Николе, Охрид се бараат пресистематизации по јавните предпријатија. Вкупно 31 општина добила вакво писмо од владата, во кое што Груевски противзаконски се става над градоначалниците. Наложува. Се во врска со Лото вработувањата почна и се одвиваше како шоу. И не е за изненадување, што така и завршува. Само што на крајот безсовесно е изиграна надежта на 500 луѓе. Нека се тие и роднини, и пријатели или поддржувачи на ВМРО ДПМН кои наводно добија работа. Маските на Груевски паѓаат. Излегува неговото вистинско лице, за жал со катастрофални штети врз граѓаните и врз Република Македонија, од која тој направи земја за жалење и за подсмев. СДСМ категорично се спротивставува на најновиот обид за партизација и апсолутизам на владата на Никола Груевски. Бараме централната власт да го реши проблемот, што самата го создаде, а итно да ги тргне рацете од локалната самоуправа. Ви благодарам. Повелете. Прекршувањето на законот е поврзано во самиот старт. Предпоставувам дека знаете, за да се распиши одредено работно место или потреба за работно место, прво треба да се утврди потребата од истото и да се даде опис на работните задачи кои лицето кое треба да конкурира за тоа работно место треба да ги извршува после приемот. Во оваа ситуација,
во самиот старт, нешто за кое што ние напомнавме уште во самиот почеток, добивме конкурс на кој конкурираа лица кои не знаеа за што всушност ќе работат во иднина. Тука е генезата на проблемот. Тука е централниот проблем. И сега, се ова останато за кое зборуваме, всушност е нешто кое следи. Главниот проблем е што немавме опис на работни места и потребни квалификации со кои кандидатите би конкурирале за соодветните работни места. Ова е поврзано со ингеренциите на општините и со начинот на функционирање на општините. Ќе почекаме да видиме како градоначалниците и советите на општините ќе реагираат на ова писмо од владата и од премиерот.